Си било еднаш, приказни и сказни, си било еднаш, бајки и басни, си било еднаш, за деца и возрастни. Си биле еднаш 25 оловни војници. Сите биле браќа, затоа што биле направени од иста стара оловна лажица. Секој војник носел пушка на рамото, имал убава црвено-сина униформа и гледал право пред себе, како на стража. Сум видела кога стражарат војниците не смеат да трепнат. Првите зборови што тие ги слушнале биле: Еј, оловни војничиња! Така извикало среќното дете, кое ги добило војниците за роденденски подарок. Детето веднаш ги извадило оловните војници од кутијата во која биле спакувани и ги наредило на маса. На масата имало и многу други играчки. Најинтересен бил замокот направен од картон. Во него имало мала дама балерина, направена од хартија. Рацете и биле грациозно кренати над главата, а ногата й била крената високо. Носела сина марама на која блескала сјајна звезда. Оловниот војник се влюбил во балерината од хартија. Си рекол: таа би била совршена невеста за мене, но се плашам дека е голема господја, зашто живее во замок, а јас во кутија. Но оловното војниче не помислило да се откаже од својата љубов. Деноноќно заљубено ја гледало балерината. Еден ден детето го оставило војникот на работ од прозорецот. Јас секогаш пред спиење ги ставам играчките во кутија за играчки. Така треба. Инаку нема долго да бидат убави, а може да се случи да ги затуриш или дури и да ги изгубиш. Оловното војниче во еден момент, кога во собата се случил провев, паднало од прозорецот право на уличната калдрма. Детето и мајка му го барале, но не можеле да го најдат. И што се случило потоа? Почнало да врне и баричките со вода по улиците станувале се поголеми, заличувале на мали езерца. Кога дождот престанал, две палави момчиња го забележале оловниот војник. Направиле мал чамец од хартија. Го ставиле војникот во него и го спуштиле во дождовното поточе. Чамецот пловел многу брзо по водата, но војникот бил храбар. Гледал пред себе и цврсто ја држел пушката во раката. Водата го однела хартиениот чамец во подземниот канал. Тамо било многу темно, многу студено, многу страшно. Оловното војниче се исплашило, нели? Па, не му било лесно. Бил малку како изваден од памет. Каде сум? Каква судбина имам? Да беше со мене дамата од замокот, ке бев среќен и во оваа темнина, си помислило оловното војниче. И тогаш од водата излегол голем глушец и викнал: Кој си ти?
Имаш ли ти пасош? Покажи ми го! Запрете го! Не плати патарина! Им викнал глушецот на тревките кои растеле во каналот. И кој знае што би се случило ако глушецот го грабнел оловниот војник. За среќа или за несреќа, хартиениот чамец продолжил да плови. На местото каде што малиот канал се влевал во голем, хартиениот чамец се наполнил со вода и се искинал. Оловниот војник потонал во водата. Ај што потонал, туку веднаш го голтнала една голема риба. И во нејзиниот стомак било многу темно, но војникот останал мирен. Рибата пливала со голема брзина наваму, натаму, нагоре, надоле, наваму, натаму, нагоре, надоле, но набрзо ја уловиле. Риболовците ја однеле на пазар и ја продале. Знаеш ли кој ја купил? Да не веруваш. Мајката на момчето, кое ги добило оловните војничиња како роденденски подарок. Кога готвачката сакала да ја сготви рибата, во стомакот на големата лакома риба го нашла оловното војниче. Детето било престрекно. Еј, моето оловно војниче се врати дома, моето оловно војниче се врати дома. На војникот не му се верувало. За толку кратко време му се случиле толку многу чудни работи. За малку ке почнел да рони оловни солзи од среќа, кога повторно ја видел својата љубов, хартиената дама балерина. Војникот и балерината долго се гледале и тогаш од нигде никаде, за ништо, без никаква причина, во еден момент, едно палаво дете, кое било нагости во куќата, го зело оловното војниче и го фрлило во огништето. Леле, леле. Војникот видел силна светлина и почувствувал голема топлина, но не му било јасно дали е тоа вистински оган или неговата бескрајна огнена љубов. Гледајки право во дамата балерина, војникот почнал да се топи. И тогаш одеднаш се отворила вратата и ветрот ја кренал во воздух дамата од хартија. Таа паднала во огнот, веднаш до војникот. Пламнал силен оган и од двајцата не останало ништо. Не останало ништо. Утредента домакинката во огништето нашла мало оловно срце. Срцето на оловниот војник. А од балерината останала само сјајната звезда што ја красела марамата. Приказната е тажна. Ама и убава. Зашто не учи дека вистинската љубов е вечна? Да.